Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Еве што ќе гледате вечерва. Како се одгледува марихуана за медицински цели? Светлата кои користиме и сите услови кои ги контролираме ни даваат да имаме повеќе берби во текот на годината. Колку дозволи се издадени, кој се е во бизнисот? Дали државата ги воспостави контролните механизми? Какви се шансите Бундестагот да реши за отворање пристапни преговори со земјава пред летните одмори? Одговор од прва рака од пратеникот во германскиот парламент Јосип Јуратовиќ. Токму Гоце Делчев и делото на Гоце Делчев може да биде мостот на тоа растење на кое што зборувам. Започвайки преговори за членство, които няма да завършат утре, България ще съблюдава наистина много стрикно изпълнението на договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество. Какво е да се биде трансродово лице во земјава? Се бориме со тоа, но сепак во држава е тешко. Во светот се третира како сексуално здравје, кај нас како психијатриска диагноза. Началникот му дадаме на поклон. Ова е будилник да си ја разбуди администрацијата. Ова е кафе да му свари едно кафе и ќе го молам да почнем да работиме. Саботажа. Кратка пауза, па сториите. Гледате 360 степени. Темата што политички привлекува најмногу внимание е прашањето за почетокот на преговори за членство во Европската Унија. Откако стана јасно дека главниот проблем за одлука летово е во Германија, премиерот Зоран Заев четврток во Берлин ќе се сретне со канцеларката Ангела Меркел. Какви се шансите темата за старт на пристапните преговори со Северна Македонија да се најде на дневниот ред на сесијата на Бундестагот, која ќе се одржи кон крајот на овој месец, со што би се отворила можност за одлука на земјите членки на ЕУ во јули, ќе прашаме директно член на Бундестагот, пратеникот Јосип Јуратовиќ, кого го имаме на видеоврска од Берлин. Сепак, разговорот со него, како и оценките на истата тема испратени од денешната средба во Софија на шефовите на дипломатиите на Македонија и на Бугарија Никола Димитров и Екатерина Захариева, ќе ги видите подоцна во емисијата. Претходно за бизнисот со одгледување канабис за медицински цели во земјава. Легализацијата се случи во мандатот на претходната власт, а најголемиот број дозволи се издадени во мандатот на актуелната влада. Но иако интересот е голем, се чини дека многу важни аспекти за водење на овој бизнис остануваат нерешени. Главен проблем е што производството тргна, но продажбата е заглавена. Најверојатно тоа е причината што приходите на сите лиценцирани компании досега се само 330.000 евра. А владата гледаше голем економски потенцијал во одгледувањето марихуана. Александар Димитриевски. На 26 април 2018 година на собраниска седница за пратенички прашања, од премиерот Зоран Заев беше побаран одговор. Дали е вистина дека негов братучет почнал со одгледување марихуана за медицински потреби? Тој потврди и истовремено ги повика сите кои можат да се вклучат во бизнисот. Заради тоа што продуктот е многу вреден, се плаќа скапи пари, а со тоа во Македонија ќе влезат сериозни девизи. 100 милиони евра само од овие 8 лиценци значат 0,1% од бруто домашниот производ на државата. Така да во суштина таа информацијата, ако имате дополнителни информации, јас можам да ги проверам и да ги доставам дополнително. Една година и еден месец подоцна, 360 степени истражува колку пари на вистина врти овој бизнис. Кусиот одговор за сега е ниту приближно до проектираните бројки, искажани лани од собраниската говорница. Кога премиерот Зоран Заев ги сподели очекувањата за бизнисот со марихуана за медицински потреби на територијата на земјата имаше 8 фирми кои имаат дозвола за дејноста. Денес нивниот број е вкупно 20. Како што се гледа од мапата, најголемиот дел од нив се регистрирани на истокот и југоистокот од земјата, но има и во Охрид, Гостивар, Ресен, Скопје, Прилеп, Куманово. Вкупниот основачки капитал во тие 20 компании изнесува 4,9 милиони евра, но не сите инвестираат рамномерно. Само 6 фирми имаат основачки капитал повисок од 100.000 евра. Каба Хербал од Скопје 243.000 евра,
Оаза алкалоиди од Штип 260.000 евра, Канабис Про од Струмица 298.000 евра, 5 летерс од Ресен 550.000 евра, МАМ Свети Николе 1,3 милиони евра, НСК Холдинг Скопје 2 милиони евра. Освен значителниот основачки капитал, оваа шесторка ја врзува и фактот што сите имаат странци во сопственичката структура. Сопственичката на Каба Хербал има адреса во Полска. Канабис Про меѓу газдите има и фирма со бугарски капитал. Оаза алкалоиди меѓу сопствениците има и албански државјанин. Меѓу газдите на 5 летерс од Ресен има американец. Во МАМ Свети Николе, словенечка фирма. А од неодамна, сопствеништвото на НСК Холдинг завршува во Полска. Странски играч има и во други компании со лиценца за одгледување на марихуана за медицински потреби, од Србија, Албанија, Турција, Холандија и Бугарија. Еден интересен пример е бугарската Минстрој Холдинг, која сакаше да го реорганизира Фени. Тие се партнери во Bull Building од Струмица. Токму Bull Building е интересна и од аспект на домашните играчи. Таму може да се најде името на Александар Пиперевалиев од Струмица, кој е косопственик во уште две фирми, ТХЦ од Скопје и Микеси од Зелениково. Еден од партнерите на Пиперевалиев во Bull Building е Горан Крстев, бизнисмен кој заедно со братот на премиерот Вице Заев беа газди на Сара Јавор Инженеринг. Директно, семејството Заеви е вклучено во две компании кои произведуваат марихуана за медицински потреби, МАМ од Свети Николе и Фарма Медика Канабис од Валандово. Интересна е и фирмата Канабис Про од Струмица, каде меѓу сопствениците е поранешниот пратеник на СДСМ Драган Ѓоргиев. Меѓу партнерите имаат фирма со бугарски капитал, чиј управител Жарко Миленковски е и менаџер на една од галиите на Вардар во центарот на Скопје. Најголемата фирма сепак останува најстарата, НСК Холдинг. Неодамна беше продадена за 3,25 милиони долари од сопствениците во САД на сопственици во Полска. Раководството засега е исто. Управител е Златко Кесковски, поранешен телохранител на председателот Борис Трајковски, а потоа универзитетски професор. Многу имиња, многу странски партнери, но засега мали приходи. Од првата лиценца до крајот на минатата година компаниите што работат во дејноста пријавиле вкупни приходи од само 330.000 евра. Во исто време, расходите им се 10 пати поголеми. Вкупно потрошиле 3,3 милиони евра. Дејноста засега не може да се пофали со многу вработени. 20 компании пријавиле вкупно 210 лица според годишните сметки за 2018 година. Сепак, овој податок мора да се земе со резерва. Причината е што дури 5 компании, односно 25% од играчите на пазарот, пријавиле дека имаат вработени, но во исто време пријавиле и 0 трошоци. Тоа значи дека или вработените работат без пари, или пак се платени на друг начин. Одговорот не може да се најде од документите во Централниот регистар. Тоа може да го направат само надлежните инспекцијски служби. Ова е сликата за играчите и состојбата во дејност, но зошто се вкупните економски резултати во изминатите 2,5 години се повеќе од скромни? Проблемите се поврзани со исполнувањето стандарди, пред се за произведеното да се извезе во странство. Славица Филиповска. Тековното кастрење во третата недела на садниците со канабис сатива е дел од сложениот процес на одгледување на оваа култура. Животниот циклус овде им започнува со клонирање, растат во строго контролирани услови, се хранат и наводнуваат под посебен режим. Ако се работи според стандарди, бербата доаѓа за кратко време. Нашата цел е да имаме што повеќе берби во текот на годината. Светлата кои користиме и сите услови кои ги контролираме ни даваат да имаме повеќе берби во текот на годината. Целта е да се стигне до сув цвет. Остатоците треба да се третираат како медицински отпад. Ова е само една од просториите така наречени соби на НСК Холдинг, компанијата која во дел од напуштените хангари на Охис пред 2 години имплементираше затворен систем за производство и екстракција на канабис за медицински цели. Инвестицијата вклучува простории приспособени за различни фази од развојот на растението. Ги испитуваме сите фази на производство, исклучиво во моментот за наша употреба. По бербата, материјалот се складира во магазин и чека екстракција на масло. Ова е една од 20 фирми со лиценца за одгледување канабис. 5 од нив имаат дозвола и за производство на екстракти од канабис за медицински цели од Агенцијата за лекови и медицински средства Малмет. Но од најавуваниот милионски бизнис со канабис револуцијата, инвеститорите засега имаат само полни магазини.
Каде е проблемот? Значи лиценцата не е воопшто проблем. Проблем се тие имплементација на стандардите. Костадин Дуковски, кој го води Сдруженијето на лиценцираните фирми, ги повикува сите компании заедно да бараат решение за застојот. Тој вели дека Реплек е единствената фирма во земјава што може да го откупи сувиот цвет или маслото. За продавање на суровините на домашниот пазар нема проблем, бидејќи сите фирми од оваа област имаат македонска лиценца за добра производствена пракса. Но потребите на Реплек за домашниот пазар брзо се заситуваат, а за извоз во странство важат други правила. Сите потенцијални купувачи од странство бараат фирмите да имаат исполнето европски стандард за добра производствена пракса. Дури и Реплек да сака да ги извезе нивните производи не може, ако фирмите ја немаат европската лиценца. Би апелирал, да речеме, владата, малце поише да се ангажира во делот на прифаќањето, затоа што сепак нашето законодавство е согласено со европското. Кога ќе видите... Барате да го признае македонското GMP? Нормално. За да може да извезувате? Нормално. Значи, бараме малце владата да земе активно учество во делот на GMP стандардите, затоа што ако видите во законот пишува дека и решението кога ќе го добиеме од GMP, нели решението дека сме осогласени согласно GMP стандард, тоа се вика добра производна пракса. Значи, кога ќе видите, ние ги исполнуваме сите услови. И во самото решение пишува дека согласно ЕУ директивите. Значи, сепак ние треба да се направи некој контролно тело или пак да се заангажира малце да формира комисија подобра, која што ќе биде акредитирана од европското законодавство, за да можеме да ги имплементираме тие стандарди. И тие за нас се многу недостапни. Збориме за една имплементација со ЕУ или фармакопеја, да речеме да се согласиме, може 2-3 години ќе ни треба. Еве, Реплек конкретно има оглас пуштено, бара согласно GMP стандард, никој не ги исполнува тие услови моментално во Македонија. Значи, зошто вие не можете да ги исполните фирмите, мислам, да ги исполнат условите кои што во огласот Реплек ви ги наведува за да ви го откупи производот? Тоа се многу сериозни инвестиции. Дел од фирмите немаат пари. Дел од фирмите, да речеме, што имаат некоја визија, колку да земат лиценца, ќе ја земат лиценцата и тука настануваат више проблемите. Проблем со европските стандарди имаат и во фирмата Оаза Алкалоиди од Штип. Бидејќи нормално не сме членка на Европска унија, се уште нема такви агенции, нема такви тела, Малмет не го спроведува и не го аудитира тој стандард и ние сите сме приморани да бараме значи излез во агенции надвор од границите на Република Македонија кои се многу временски захтевни, бидејќи аплицирањето кај нив за да они дојдат во некој аудит трае повеќе од 3 месеци и искрено кажано се драстично поскапи од македонските тела кои што вршат инспекцијски надзор. Ова го немавте в предвид кога инвестиравте? Ние го имавме на некој начин предвид и меѓутоа сепак нешто во нас веруваше дека можеби ќе поминеме со македонските регулативи. За жал не е така. Во прво време би помогнало многу регулативата за извоз на цвет, да пробаме тој цвет што го имаме на залихи да го продадеме на потенцијални клиенти кои што ќе го искористат кои што ќе може да го искористат како во фармацијата, така да го искористат и како за рекреативно пушење во тие земји каде тоа е дозволено. Тоа ќе помогне доста, се надевам, да се испрзнат некои си пробни количини произведено. Прашавме и во владата за очекувањата на фирмите што се во овој бизнис. Дали државата може да помогне на некаков начин? Одговор не добивме. Во меѓувреме, останува прашањето кој го контролира производството во земјава. Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции дефинира кои институции се надлежни за надзор на одгледувањето канабис за медицински цели. Формирана е владина меѓуресорска комисија во која членуваат представници од повеќе институции, начело со Министерството за здравство. Ова министерство е должно да врши контрола врз производството и прометот, а меѓу другото да ги известува и меѓународните организации за увозот и извозот на опојните дроги. Паралелно, и Министерството за земјоделство според законот врши надзор кај властените производители на семенски материјал од афион или коноп, ја контролира сеидбата на канабисот, самото производство, а врши надзор пред и по жетвата. Дали како ова се спроведува во пракса, прашавме, но не добивме одговор од ресорот земјоделство. Се обративме и до другото надлежно министерство. 360 степени праша во Министерството за здравство колку сува маса пријавиле одгледувачите на канабис во изминативе 2,5 години. Нешто на што ги обврзува и законот. Побаравме извештај за бројот на посетите, датумот и локациите каде се извршени контролите.
И тоа од садењето па се до бербата на канабисот. Од здравствена упатија да го почекаме конечниот извештај на кој што работи надлежната комисија. Велат ќе биде готов до 30 јуни. Соочени со бариерата за извоз, од Сдруженијето на фирмите одгледувачи на канабис надежта ја гледаат во помош од владата. Велат дека наскоро ќе побараат и официјална средба. Ако работите не мрднат, велат дека дел од фирмите дефинитивно ќе згаснат, а со тоа ќе згасне и надежта за економски марихуана бум. Токму Гоце Делчев и делото на Гоце Делчев може да биде мостот на тоа растење на кое што зборувам. Започвайки преговори за членство, които няма да завършат утре, България ще съблюдава наистина много стрикно изпълненията на договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество. Какво е да се биде трансродово лице во земјава? Се бориме со тоа, но сепак во држава е тешко. Во светот се третира како сексуално здравје, кај нас како психијатриска диагноза. Началникот му дадаме на поклон. Ова е будилник да си ја разбуди администрацијата. Ова е кафе да му свари едно кафе и ќе го молам да почне да работиме. Саботажа. В четврток од средбата во Берлин на канцеларката Меркел и премиерот Заев се очекува дефинитивен одговор на прашањето дали земјава може да се надева на одлука за почеток на пристапните преговори со ЕУ пред летните одмори. Од неколку изјави на германски пратеници, но и од минатонеделната дебата во Бундестагот за приемот на Северна Македонија во НАТО, стана јасно дека владеачката CDU-CSU на канцеларката Меркел сака за оваа тема да се расправа на есен. За ова во следните неколку минути ќе разговарам со Јосип Јуратовиќ, пратеник од СПД, партија која е на власт во Германија заедно со CDU-CSU. Господин Јуратовиќ, добро вечер. Знаете ли зошто вашите колеги од ЦДУ не сакаат за отворањето на пристапните преговори со Северна Македонија да се разговара пред летото? Pa moram iskren biti, u razgovoru sa njima mi je teško procijeniti i ocijeniti njihovo ponašanje. Ima jedna logična činjenica, a to je da imamo još samo jednu sjednicu pred godišnji odmor i da po pitanju organiziranja rasprave u parlamentu jednostavno bi bilo teško organizirati sada pred godišnji odmor, odnosno ovaj tjedan nije bilo niti u planu, tako da sjednica europskih struktura je krajem 6. mjeseca, koliko znam, odnosno do tada se mora dati izvješće i tako da to je jedan od argumenta koje meni iz CDU-a uvijek govore i kaže da bi odložili odluku u septembru, odnosno raspravu u Bundestagu koja je potrebna. Какви се сепак шансите оваа тема да се најде на дневен ред на последната сесија на Бундестагот пред летните одмори, предвидена за неделата од 24 до 28 јуни? Ja mislim da nisu velike šanse, ali koliko sam razgovarao sa mojim kolegama, barem što se tiče vladajućih struktura, CDU-a i nas, mi insistiramo na tome da ćemo u svakom slučaju ubrzo, a to ne moramo sad krajem juna, dakle to se mogu odgovorni već sada dogovoriti, da ćemo imati neku vrstu agende koju ćemo moći iznijeti i reći i da zna Sjeverna Makedonija na čemu je. Dakle, u svakom slučaju ja sam jučer sa mojim kolegama razgovarao oko toga gdje sam rekao što je neophodno da se zna otprilike u koje vrijeme, kad će se dati zeleno svjetlo i na koji način. To je jedna strana, druga strana je u tome gdje insistira na tome da se pridržavamo regata principa. Makedonija je manje više sve uvjete ispunila da se mogu otvoriti pregovori i ne bi se sad trebala vezati ponovo sudbina Makedonije uz Albaniju. Pri čemu ja mislim da i Albaniji se treba dati zeleno svjetlo, jer sam mišljenja da otvaranje poglavlja prije svega nije zatvaranje poglavlja i nije ulazak u Europsku uniju, nego je početak procesa, demokratskih procesa kako bi se osnažile institucije da bi mogla Makedonija, koja to svakako zaslužuje, ući u Europsku uniju.
Дали по сето ова би можеле да заклучиме дека многу тешко Бундестагот ќе донесе одлука пред летните одмори? Јас сам, како сад стоje ствари, логично да се трудимо и радимо на томе, ali како сад стоje ствари, mislim da prije ne. Moram biti iskren da prije neće biti prije ljeta, ali će biti, mislim da ćemo uspjeti u septembru. Важите за голем лобист на сите земји од регионот во германскиот парламент. Знам дека денуве доаѓате во Скопје. Ке почувствувате дека меѓу граѓаните на земјава има разочарување од ваквиот однос на Германија кон ова прашање во овој момент? Meni je to osobno jako žao i ja samo Makedoniji mogu poručiti da je Makedonija, da je Njemačka će uvijek biti prijateljski nastrojena prema Makedoniji i da će se zauzimati uvijek za to da Makedonija ne bude oštećena. Dakle, Sjeverna Makedonija, Sjevernoj Makedoniji da ne bude oštećena. I moram iskren biti, i meni nije jasno i ne vjerujem da se radi o Makedoniji, nego očigledno, i to je sad čisto moje osobno mišljenje, očigledno se nisu jasni kolegi iz CDU-a kako se odnositi prema Albaniji, jer Evropska unija insistira na tome da uđe u paketu i tu su malo nesuglasice i nejasnoće kako sada se odnositi prema jednoj i drugoj zemlji, pri čemu ja uvijek kažem regata princip mora postati, dakle ona zemlja koja ispunjava uvjete, odnosno se tako daleko razvija da može se otvoriti pregovore, ne smije biti za oštećena radi nekih drugih problema u susjednoj zemlji ili bilo koje druge. Благодарам. Ова беше пратеникот во германскиот парламент Јосип Јуратовиќ, кој смета дека на одлука за Северна Македонија ќе треба сепак да се чека на есен. Од Берлин одиме во Софија, каде денеска се одржа прв состанок на заедничката меѓувладина комисија, тело кое произлезе од договорот за добрососедство меѓу двете земји. Колегата Владимир Мирчевски го праша шефот на дипломатијата Никола Димитров дали е оптимист дека в четврток во Берлин ќе ја убедат канцеларката Меркел за одлука летово. Ке слушнете и што одговори Димитров на прашање на бугарска новинарка, зошто земјава не прифаќа дека Гоце Делчев бил бугарин. Шефот на дипломатијата верува дека средбата на премиерот Зоран Заев со германската канцеларка Ангела Меркел може да донесе добри вести за земјава. Освен дека Македонија ги исполни барањата, што самата Европска Унија ги постави минатиот јуни, аргументот што се користи и кредибилитетот на самата Унија, зашто денеска овде во Софија зборуваше и шефицата на бугарската дипломатија Захариева, во чие председавање со Советот на Европската Унија лани беше договорено дека земјава ќе добие датум токму овој јуни. Дали сте оптимист дека сега овој четврток ќе успеете да ја убедите германската канцеларка колку е добро или дека е добро Република Северна Македонија ова лето да добие датум за почеток на преговори, веќе ова лето да се донесе одлука за Северна Македонија, и до министерката Захариева, дали се чувствувате изневерено, бидејќи заклучоците од Советот со кои што вие председававте минатата година практично падна во вода, бидејќи овој јуни очигледно е дека нема договор, нема одлука за Република Северна Македонија? Надявам се да правите разликата между нашето председателство и това, което постигнахме. Не беше лесно и миналата година. 13 часа съвет. 13 часа съвет, за да се постигне заключение за Република Северна Македония, за Република Албания. Не мисля, че тази година е по-лесно, също така. И разбира се, че ако нямаме заключение на съвет разширяване, който не касае само Република Северна Македония, според мен не става въпрос дали лично България ще бъде разочарована, става въпрос за това, че Европейския съюз ще намали доверието си в тези държави. Тоест тези държави ще намалят гражданите, те имат очаквания. Така че аз все пак се надявам дали сега на този съвет, дали на следващия да успеем да постигнем решение и Република Северна Македония и Република Албания да започнат преговори за членство, защото и така се убеждавам и моите колеги, които са скептични, започването не означава край. Јас сум уверен дека ние нашата цел оваа година ќе ја постигнеме, а тоа е да бидеме во следната фаза, да почнеме пристапни преговори со Европската Унија.
Сакаме тоа да биде што е можно порано, по можност пред летните одмори, бидејќи секое одлагање носи нови ризици. Од секаде. И во самата Европска Унија, во домашниот политички процес кај нас, други држави кои што се посебно инволвирани и така натаму. Оваа година да се каже не на македонската приказна практично значи дека се загрозува воопшто политиката на Европската Унија кон Балканот. Европската перспектива на Македонија беше еден од аспектите од денешниот прв состанок на меѓувладината комисија меѓу Македонија и Бугарија, тело кое треба да го надгледува спроведувањето на договорот за добрососедство. Беше подпишан протокол во кој се нотира дека има напредок во економијата, трговијата, туризмот, дури во делот на историјата што се смета за најчувствителен сегмент. Едно од новинарските прашања до Димитров беше зошто владата во Скопје не го признава Гоце Делчев како бугарин. Прашањето е продолжение на реакцијата на бугарскиот вице-премиер Красимир Каракачанов, кој изјави дека ако заедничката историска комисија меѓу двете земји треба да легитимира некаква компилација од измислици, бугарската делегација мора да стане од масата со сите можни последици за интеграцијата на Северна Македонија во Европската Унија и во НАТО. Споменав во изјавата, не сум историчар, меѓутоа убеден сум дека токму Гоце Делчев и делото на Гоце Делчев може да биде мостот на тоа растење на кое што зборувам. И така го гледам тоа прашање. Да ни е жив или од некаде да не гледа, нема многу да биде задоволен со овие. Меѓутоа, во однос на второто прашање, споменавте ултиматум, споменавте многу е, тука има еден парадокс и затоа цело време зборувам за мудрост и апелирам, иако немам претензии дека јас секогаш сум мудар. Кога гаите блискост и пријателство, многу е тешко тоа да го направите ако користите метод на нема да биде вистинско. Имаше всъщност преди 2 дена заседание на комисията, ако се не лъжа, 6-то подред. За съжаление не успяха да постигнат съгласие по личността на Гоце Делчев и текст. Подчертавам, че това е предложение на тяхната част от комисията, която е категорично неприемлива за нас. Много ми се иска да гледаме в бъдещето и абсурдно да празнуваме дати, свързани с Коминтерна и Тито. Така че няма как тази дата да бъде празнувана. Това ние никога няма да приемем. Няма човек в България, не само историк, който да приеме това. Знам, както каза Никола, и го разбирам, имаме общо разбиране за това, че не е лесно. От друга страна трябва да сме и смели, защото ние искаме само истината, нищо друго. Въпреки че понякога, като че ли да кажеш истината, изглежда по-трудно, отколкото да повтаряш стотици пъти една лъжа. Аз много се надявам, че така както двамата премиери празнуваха вече Гоце Делчев и не на тази дата, която споменахте, историците в комисията от страна на Република Северна Македония ще проявят същата мъдрост. Не мисля, че господин Каракачанов мисли това. Винаги сме казвали, че наш интерес е те да започнат преговори. Имаме обаче едно условие, то беше подписването на договор, което се случи. В тяхното споразумение за асоцииране има задължение за добросъседски отношения, а нашето условие като хоризонтална политика по времето на и се надявам да започнат преговори сега, ще бъде във всяка една глава изпълнение на договор за приятелство, добросъседство и сътрудничество и в частта на историята. Така че, започвайки преговори за членство, които няма да завършат утре, България ще съблюдава наистина много стриктно изпълненията на договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество. Не бива да внасяме нерешени двустранни въпроси в Европейския съюз. Иако одговор на Захариева е само помека варијанта на изјавата на вице-премиерот Каракачанов, Захариева денес уверуваше дека Бугарија останува силен поддржувач на македонските евроатлантски интеграции и дека двете земји треба да сторат се за навистина да бидат најблиски соседи. Во тоа треба да помогне Коридорот 8, проект оценет како клучен од двете страни, чиј развивање со деценија е само на хартија. За 360 степени од Софија, Владимир Мирчевски.
Како е да се биде трансродово лице во земја? Одговорот е едноставен. Тешко, но причините се повеќе слојни. Од медицински до правни. Маја Пероска, низ исповед на припадничка на заедницата, ги отвора проблемите со кои се соочуваат овие лица. Светската здравствена организација усвои легислатива со која трансродовоста повеќе не се вбројува во категоријата ментални нарушувања. In order to reduce the stigma while also ensuring access to necessary health interventions, this was placed to a different chapter, the sexual health chapter in the new ICD. И додека се чека спроведување на промената, трансродовите лица во земјава се соочуваат со дискриминација и насилство. Се бориме со тоа, но сепак во држава е тешко, сепак треба прво општествено да не прифатат, државата, тоест граѓаните да не прифатат такви какви што сме, па да почнат процесите понатака. Има ли воопшто државава систем кој овозможува транзиција на овие луѓе? Или тој пат е полн со пречки, неизвестност и страв? На само 4 години, Лила Милиќ од Скопје сватила дека не ја привлекуваат истите работи како и повеќето момчиња. Практично, од секогаш се доживувала себе си спротивно од полот кој го добила со раѓање. Храбро говори јавно, објаснувајќи што значи да си трансродово лице. Трансродово лице исто како и ти, како и секој нормален човек, само што родот е поразличен, тоест внатрешното чувство е поразлично од сите останати. Физички изгледа како маж или како жена, но родово се осеќа спротивно од тоа како што изгледа физички, тоест биолошки. На 28 години го започнала процесот на транзиција од маж во жена. Прво, се прима хормонална терапија. Целиот процес е скап, но и тежок. Во Македонија е тешко, бидејќи докториве не се ниту сензибилизирани, ниту примаат основни правила или почетоци од каде да почнат, и сепак тука трансродовите лица им искачаат во сусрет со тоа што веќе знаат што треба да примаат, како треба да примаат, па фактички докторите учат од трансродовите лица. Хирургот-уролог Огнен Ивановски не се согласува дека недостасува обученост, туку посветеност. Вели дека медицинското потврдување на родот во земјава е можно, но потребни се протоколи кои допарва ќе се изработуваат. Сите трансродови состојби се дефинирани со F, со шифра, со презнакот F, што упатува на психијатриска диагноза. Практично немаме, не можеме да третираме F диагноза со хирургија. Прв пат се креира неодамна работна група на експерти кои ќе се бави со овој проблем во земјата. Се уште се нема состането, али една добра идеја и добра иницијатива. Практично состои групата од уролог, пластичен хирург, гинеколог, ендокринолог, психијатар и неколку луѓе од Министерството за здравство. Без протокол за медицинско потврдување на родот, транзицијата кај трансродовите лица е исклучително тешка. Тоа пак влијае врз односот од околината. Докажано е дека луѓето кога ќе се чувствуваат отфрлени, срцето пририпнува едно очекување. Значи може да замислите што се случува со овие луѓе кога постојано во општеството, во социјалата кај што живеат, доживуваат такво отфрлање во различни форми, ама е доживување дека не се прифатени, дека се отфрлени, дека не припаѓаат на ова општество. Но завршувањето на медицинскиот процес не е крајот на патот за трансродовите лица. Сосема различна е правната процедура. Тоа е постапка во која државата го признава родот со кој тие се идентификуваат, а е различен од полот припишан при раѓање. Медицинското потврдување и правното признавање на родот не се условени едно од друго. Искуствата покажуваат дека кај институциите често доаѓа до мешање на поимите род и пол. Адвокатката Наташа Бошкова вели дека правното признавање на родот треба да им се овозможи на сите врз основа на правото за самоопределување. Во неколку закони всушност е регулирана правното признавање на родот, подразбира промена на името. Најчесто луѓето започнуваат со таа постапка, промена на име, и тоа се води по закон за лично име. Таа е прилично брза, едноставна постапка како за сите граѓани, така и трансродовите луѓе.
Во однос на ознаката за пол, постапката се води согласно Закон за матична евиденција, иако во последно време се повеќе управата за водење на матични книги донесува решенија со кои се прогласува за ненадлежна, иако веќе имаме постапки во кои одлучувала и веќе во конкретни случаи направила промена. Но всушност тука заглавува постапката во промената на ознаката за пол. Против земјава веќе има пресуди од Европскиот суд за човекови права во Страсбур, кои налагаат промена на законската рамка. Како напредок се сметаат најавените измени на Законот за матична евиденција во земјава. Формирана е работна група за подготовка на закон, кој би требало да биде согласно стандардите на Совет на Европа, барањата на судот во Страсбур со пресудата и на крајот на денот барање на самата заедница во Македонија. Па ќе видиме, тоа е нешто што е во тек, но се уште немаме конкретни резултати и од пресудата и од долгогодишното застапување за правно признавање на родот. Борбата на трансродовите лица не ја дефинираат само работните групи кои ги креира државата и бавното изнаоѓање решенија. Лила вели дека има нешто што е уште поважно. Прифатете се самите такви какви што се и ќе ви биде многу полесно после тоа. Многу полесно ќе ве прифатат пријателите, многу полесно ќе ве прифати околината и многу полесно ќе можете да гледате и да функционирате. Не одете никаде, пуште една пауза е саботажата. Израснати под големата крошна на државата, локалните, најчесто и скривено растат. Дебелината на сенката ги прави троми, недоволно заинтересирани и потполно незагрижени за последиците кои ги предизвикуваат. Началникот му дадаме на поклон. Ова е будилник да си ја разбуди администрацијата. Ова е кафе да му свари едно кафе и ќе го молам да почне да работиме. А и тие што божем почнале нешто да работат, изгледаат залутано. Ама изгледа само така изгледаат оти ги извршуваат оние задачи, со кои само го задоволуваат нескротливиот апетит на узурпаторите, кои не мислат на ништо, освен на собствениот профит. Доведувајќи ги на прагот на пропаста не културниот идентитет, туку дури и здравието и иднината на своите деца. Наместо да понудат лекови, тие се решаваат за плацебо. Сите црвени сијалички се запалени, алармот вришти, пациентот е, да речеме, на умирање, а ние викаме некаков педикир. Причината за лицкањето е едноставна, затоа што тоа не ја локализира, туку прави дисперзија на одговорноста. Така е секаде каде наместо гласност владее послушност, каде партиските директиви се посилни од интересите на граѓаните, каде никогаш и ништо не се менува, освен гарнитурите. Па ние не сме тука само како ќе ќе речат градоначалниците, дигни рака и завршени, после не важи. Мене сакам да кажем на граѓаните, например, више во е завршена работа него. Што е направено со тие што го донеле во ове? Кам да приме одговорност да некој да одговара за оваа работа? Отсуството на тој сегмент кој во недостиг на самураи кои лично би ја презеле одговорноста, им се префрла на органите задолжени за нејзино утврдување. Нискиот ефект на таа категорија која постојано е фокална точка, сепак се должи на високиот степен на реформи, поради кој таа станува достижна, ама не за таа специфична, недопирлива структура. Ова може би е чудно, може би е смешно, ама јас го кажам заради тоа што многу пати досега искусивме МВР да ги апси савајле, судо да ги пушта по хладне. Декларацијата посочува на многу работи и недостатоци, ама не и на таа со која докторот од Машински се обидува да направи психолошки профил на својот опонент, бидејќи евентуалното пропуштање на можноста во голема мера се должи на спротивното поведение на актерот, од кое тоа го очекува неговите следбеници. Ова го покажува вистинскиот карактер на Зоран Заев, еден мал деспот среде Балканот кој се заканува на Европа и тоа без аргументи. И на крајот, за тоа кои се всушност аргументите кои оправдуваат заканата. Читам пред малку на пат за Канал 5 дека професорката Каракамишева ги повикала Франција, Германија, Холандија и Данска да не дозволат Македонија да добие датум за преговори. И си велам, луѓе, кои сме ние и какви сме ние?
Кому ќе наштетат? На Заев? Големината на штетата веројатно нема да ја почувствуваат ниту Каракамишева, ниту Заев. Тие што не ја знаат нејзината големина, тие ќе ја почувствуваат. Тоа ќе биде најголемата штета. Толку за вечерова. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ќе се видиме повторно в петок од 22. Пријатно.